После неколку месеци, после 6-7 месеци, повторно ја посетивме Мустафа Пашина џами, еден од најзначајните исламски споменици во Скопје, од почетокот на 16-тиот век. Тогаш констатиравме дека после извршените конзерваторски зафати, кои што ја опатија архитектурата, кровот и декорацијата сликана, се појави одредени мали оштетувања. Оно што денес сме запрепастени е фактот дека во внатрешноста се јави голема количина на влага. Не само што го загрози сликарството, туку се шири и по деловите од пандантифите. Очигледно дека при извршените реконструктивни зафати и конзерваторски зафати на кровот не се направени според одредени методолошки принципи кои претпоставуваат повторно задржување на стариот конструктивен систем на кој што оваа џамија го поседувала. И новите зафати, наместо да подобрат состојбата, ја влошуваат. Секако се комплексни причините и тие веќе ги имаме лоцирано и сметаме дека е неопходно да се посочат пред не само пред стручната и туку и пред пошироката јавност, затоа што се навистина потрошени огромни средства. Мислам дека работите ги водеше Националниот конзерваторски центар и ќе треба да обезбедите и од нив дополнителни информации, но она што можеме да го констатираме се само последиците и причините на што се должи само за неколку месеци зголемената лоша состојба на декорацијата сликана. Ова е типичен пример на несоработка помеѓу сликарите и архитектите. Имено при конзервација конзерваторите треба да бидат тим. Овде се случува нешто што редовно е пракса на сите објекти, каде што архитектите го работат својот дел, а сликарите својот дел. Заради тоа се случуваат вакви деструкции. Имено, архитектите го санираат објектот, без да водат сметка дека внатре има живопис или како нивната санација ќе се одрази врз живописот. Второто прашање е многу побитно, затоа што и на овој објект и на други објекти не е извршена реконструкција на самиот систем средновековен, кој предпоставува одредени елементи за заштита на декорацијата или на сликарството во овој објект. Имено на точно определени места се јавува влага, која делува деструктивно и го руши живописот, претежно изведената реконструкција, но и оригиналите. Тоа се случува од кондензирање на влагата и е сигурен доказ дека кровната конструкција не е изведена или не е реконструирана во систем. Второто прашање кое е многу битно овде, реконструкцијата не е изведена во техника. Техниката на старата декорација е алцеко, веројатно казинска или јајцебар или нешто слично. Тоа се испитува и се знае, а ова реконструкција е изведена со акрилик, кој е крајно неподесен за реконструкција, бидејќи неговиот цвет е див. Значи, колоритот е многу јак во однос на оригиналот. Значи, со оваа реконструкција не е поддржуван оригиналот во техника. Тоа е основната забелешка, но главната е тоа што архитектурата делува, односно реконструкцијата и санацијата на архитектурата делува негативно на сликаната декорација. Тоа е од причина што не е изведена тимска работа и не се усогласени параметрите за живопис и параметрите за архитектурата.